Добар ден од студиото на Слободна ТВ. Јас сум Марина Дамчевска. Мој гостин денеска со повод е мојот драг колега и уредник во Слободен печат, конкретно во прилогот Културен печат. Тоа е Тони Димков. Добре дојде, Тони. Овдека реков сме со повод, а тоа е 150-ти број од Културен печат. Може ли да заокружиме што точно има во ова 3-годишно постоење на Културен печат како дел од нашиот весник Слободен печат? Прво, благодарам на поканата, бидејќи оваа колегијална поддршка е многу значајна, мислам, за сите нас и за секој новинар кој што работи во било која редакција. Особено е убаво кога имаме овакви поводи кои што ни овозможува да од еден начин ја искажеме поддршката и соработката што ја имаме меѓу нас, меѓутоа и да се истакна некои моменти кои што се битни во однос на самиот продукт кој што го правиме. Културен печат стигна до 150-ти број. Тоа за дневен весник и не е некоја голема цифра, бидејќи дневните весници излегуваат секој дневно и таму и во јадници се бројат бројките, меѓутоа за културен прилог кој што е дел од дневен весник, 150 мислам дека е значајна бројка, затоа што пред се во последниве неколку години е доста лимитиран просторот што се издвојува за култура во медиумите, намалени се бројот на страниците, намалени се минутите на телевизиите, редакции за култура веќе речиси и да не постојат никаде и едноставно, значи, и 150 и претходните 100 и се надевам наредните 100 се навистина успех. Нема тука скромно да се криеме зад бројките, тука е успех, затоа што од една страна овозможува континуитет во една работа, а од друга страна дава простор на уметниците и на артистите да се изразат, затоа што има многубројни артисти во државата кои што неуморно работат, кои што не престанаа да работат дури ни во оние пандемиски времиња, а кои што едноставно немаат каде да се изразат. И практично во Културен печат си го добија својот простор. Така, сега сме во еден период кога упорно се негира македонската култура, идентитет, јазик и се она што е создавано и мислам дека можам да констатирам слободно дека Културен печат, овој подлисток во весникот Слободен печат е еден придонес кон развојот и потенцирањето и афирмацијата на македонската култура, како што рековме, еден од ретките медиуми што останаа во Македонија, кои што се уште ја потенцираат и афирмираат македонската култура и уметниците кои што се наоѓаат на овие страници, ги презентираат своите дела на овие страници. Кои се во овој период на 3-годишен период, кои се уметници или што е она што кои се најзначајните успеси на македонските културни работници во овој период или нешто што може да издвоиме вака лично твој предизвик што бил во овој период? Пред се Културен печат е афирматор на практично севкупниот амбиент на културата во државата. Ќе тргнеме низ бројки, значи излегува веќе 3-та година, стигнавме до 150-ти број, станува збор за 8 страници неделно, што од една страна на некого може да му звучи многу, меѓутоа во однос на настаните што се случуваат, гледам дека 8 страници веќе се премалку за сето она што се случува во културните сфери. Имаме богат културен живот. Да, имаме и имам чувство дека особено оваа година, дека речиси од 20 јануари после Водици до ден денес јас не сум запрел да одам по настани, по фестивали, промоции. Особено беше бурно во летниот период кога буквално се случуваше по 3-4 фестивали да се одржуваат истовремено или да се преклопуваат. Секако мораше да се направи некаква селекција за содржините во секој неделен број, бидејќи едноставно нема простор за сите. Не би можел во она буквална смисла со имиња и презимиња да издвојувам некого, бидејќи можеби тоа нема да биде и коректно кон тие што нема да бидат спомнати, меѓутоа од прилика пак низ бројки, да речеме во секој број на Културен печат собира 14 до 16 информации, некои
подолги, некои пократки. Од првиот број е застапена формата интервју на 2 страници, таа и до ден денес и обстојува. И мислам дека тоа е еден значаен артефакт. Преку големото интервју практично ние издвојуваме личноста во текот на таа недела. Меѓутоа, бидејќи интервјуто не е само со дневен повод, секогаш се обидувам барем 2 или 3 тематики со соговорникот да отвориме. Значи, таквите интервјуа оставаат можност да се читаат и толкуваат и од некои идни генерации. И токму таквата помисла ме однесе кон моментот да од тие интервјуа создадам книга. Така, деновиве ќе има промоција официјална на твојата книга Културен печат, интервјуа и разговори. Во нејза, рековме, се поместени 30 за почеток, нели? 30 интервјуа, со тоа што ќе најавиме дека ќе има и следно издание во кое што останатите интервјуа ќе бидат објавени во една посебна книга, тоа е, нели, оваа. И кажи ми нешто за промоцијата. Како е организирана? Промоцијата е договорена на 15 октомври, кога практично излегува бројот 150 на Културен печат, во 13 часот во Филхармонија бар. Инаку книгата е објавена на крајот на 2019 година, е поддржана од Министерството за култура од годишната програма за финансирање на проекти од национален интерес. Меѓутоа, зимото 2021 или пролета 2022 се уште беа во тек тие пандемиски мерки кога се уште имаше ограничувања. Помина малку подолг период од излегувањето на книгата, меѓутоа мислам дека овој повод 150 број на Културен печат е најсоодветен за промоција на книгата. Станува збор за прва книга од овој циклус со интервјуа и разговори од Културен печат. Во неа идев на варијанта фактографија, значи не правев селекција кои интервјуа ќе влезат во книгата, а кои не, туку за да остане како залог за иднината, ги издвоив и ги селектирав првите интервјуата од првите 30 броеви на Културен печат. Секако веќе сум во подготовки на втора книга која што ќе содржи исто така интервјуа од Културен печат, меѓутоа тие интервјуа ќе бидат од 30-тиот број до 100-тиот број на Културен печат. Тука веќе морав да влезам со селекција, бидејќи едноставно рамките на книгата не дозволува да се објави се што е објавено во весникот, и тоа е, да речеме, еден критериум да веќе и јас навлезам во ново читање на интервјуата што сум ги направил со соговорниците и да морам да селектирам тоа што излегува надвор од секојдневното за да го задоволи критериумот да влезе во книга. Меѓутоа, таа книга мислам дека ќе се појави некаде кон крајот на оваа година, а за понатаму ќе видиме. Да, рековме дека во Македонија има богат културен живот. Како изгледа тогаш работата на еден новинар, професионалец, врвен, како што си ти, Тони, добитник на наградата за новинарство и публицистика, да споменам Мито Хаџивасилев Јасмин. Како изгледа еден работен ден на еден врвен новинар кој што сака да ги проследи сите или колку може културни настани што се случуваат во нашата држава? Обично на некои колеги веројатно име ќе кажат: "А ти си шеташ секоја вечер по концерти, по представи, по..." Меѓутоа, и претходно спомнав дека има моменти кога толку многу настани има што мора однапред да се направи селекција што ќе биде застапено на страниците на Културен печат за да можам да идам на тие настани. Некогаш се обидувам да стигнам на 2, не успевам на 3 настани во една вечер. Меѓутоа, тоа е континуитет кој што трае со денови. Значи нема пауза, нема делник, нема празник. Кога е во тек фестивал некој, значи тој оди во континуитет, не признава ни сабота, ни недела, ни празничен ден. Така што цела година јас секоја вечер сум некаде на некој настан. Моментот е што ако некој работат во рамките на тоа работно време што го велиме од 8 до 16, јас го работам на контраработно време. Така. Од сабајле, значи, привршувам обврски што може да се завршат преку ден, но навечер некога се останува на некој настани, кога е сега ќе дојде Скопскиот џез фестивал,
значи се останува до 12 до 1 саат по полноќ на настан. На настан, а после следува пишувањето, креативата. Кој што е во континуитет неколку дена, така што не се жалам, убаво е да се следат сите тие настани, меѓутоа едноставно некогаш човек чувствува замор, меѓутоа мора да продолжи да ги следи настаните, бидејќи тоа е основната преокупација, нели, барем мојата преокупација, и тоа е разликата во однос на другите рубрики, бидејќи културата и луѓето кои што ја третираат културата на некој начин го применуваат уметничкиот принцип на работа. Значи не е само новинарскиот. А за уметниците се знае дека никогаш не можете да ги вкалапите во работно време. Значи единствената работа што може мене да ме стави во некакви рамки е држењето до оној технички план, нели, дедлайн и такви работи. Меѓутоа многу тешко функционирам во рамки на работно време. Така, Тони, јас сакам да ти посакам уште многу нови броеви, нови интервјуа во прилогот на Културен печат во весникот Слободен печат, и само да напоменам дека сите содржини, оние кои што не читаат весник, а би сакале ние да имаме повеќе читателска публика, може да ги најдат на страниците на порталот на Слободен печат. Нели, се што е објавено во весникот и се она што се случува од културниот живот во нашата држава, го има објавено и на порталот Слободен печат. Да, го има објавено на порталот. Значи секој текст што е објавен во печатеното издание, еден по еден се ставаат и на порталот, се има посебна рубрика Културен печат, а можеби тука ќе биде фино да додадеме дека на промоцијата на книгата и на одбележувањето на 150-тиот број ќе отвориме и фан страница Културен печат, бидејќи чувствував потреба да се воспостави една по-конкретна и по-директна комуникација со читателите, а преку фан страницата тоа ќе биде многу лесно. До сега сите комуникации ги водев преку приватниот Facebook профил, меѓутоа кога стигнав до бројката од 5000 пријатели, веќе се најдов во една незгодна ситуација. За да можам да прифатам нови пријатели, требаше да избришам некои стари, и за да не го правам тоа, еве уште едно проширување на областите кои што ги зафаќа Културен печат ќе биде фан страницата Културен печат. Благодарам. Благодарам и на тебе.